Владата ја продолжи кризната состојба со нафтата и нафтените деривати и за наредниот период, соопшти од владините служби за односи со јавност. Одлуката доаѓа откако е констатирано дека постои можност од нарушување на снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Со донесената одлука, рокот на важење на кризната состојба се продолжува од 21 јули до 20 октомври, со што се обезбедува континуитет во институционалното постапување и навремено преземање на мерки доколку дојде до нарушување во снабдувањето или до значителни ценовни шокови на меѓународните пазари на нафта и нафтени деривати. Целта на оваа одлука е владата да располага со соодветен правен механизам за брза и ефикасна реакција, со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците од евентуални пазарни нарушувања и да се заштитат интересите и животниот стандард на граѓаните и стопанството. Владата и понатаму внимателно ќе ги следи состојбите на домашниот и меѓународниот енергетски пазар и доколку тоа го наложат околностите, ќе продолжи да носи навремени и соодветни мерки во интерес на сигурно, стабилно и непречено снабдување со нафта и нафтени деривати. Стои во владиното соопштение. По согласувањето на одлуката во рамки на владините процедури, истата ќе биде доставена до собранието на разгледување и донесување, согласно законските надлежности. Максимално нестабилните берзански цени се ризик за цените кои осцилираат периодично, но од избивањето на конфликтот во Ормудскиот теснец во државата недостиг на деривати нема. Новата ескалација од пред неколку дена е нова закана за глобалниот пазар и снабдување. Но премиерот Мицкоски вели дека во државата нема ризик од недостаток на горива по цени најниски во регионот.